Веќе е петта година поред за празникот 11 октомври во Прилеп се одржува меморијалниот турнир во ориентација насловен Пецјата на Соски. Во врска со овој турнир и со овој спорт ќе поразговараме со председателот на ориентационен клуб Златоврв од Прилеп, Мери Чкрипеска. Мери, добре дојде во емисијата Инфорегион пред се. Ви благодарам на поканата. Ајде да ги запознаеме пред се гледачите, оние кои што не се запознати нормално, што е тоа ориентација и што представува овој спорт? Ориентацијата е вид на планински спорт кој што бара физичка и ментална подготвеност. Зошто го кажувам тоа? Треба да сте добро физички подготвени, да имате кондиција, но треба и да знаете добро да читате мапа која што е потребна за да ги најдете дадените контролни точки на дадениот терен. Контролните точки се означени со портокалово и бела призма, тоа е како знаменце, и можат да бидат во различен број од зависност на годините и полот, односно категориите во кои што се надпреваруваме. За овој спорт потребно е да имаме мапа која ја земаме на самиот старт, а лична опрема, компас, опрема за трчање, хеланки, блуза, соодветни патеки според теренот. Тие се главните нешта кои што се потребни за овој спорт. Дали е тешко да се научи да се чита мапата? Рековте дека е еден од главните фактори за овој спорт. Можам да кажам дека имам различно искуство затоа што сум тренер во клубот со сите деца. Некои кога доаѓаат прв пат веднаш знаат да се снајдат на мапата, на некои им треба подолго време за да се снајдат, неколку месеци, 1-2 години за да научат повеќе, а некои за жал воопшто не ни ја сваќаат суштината и знаците на мапата, но сепак доколку сакаме нешто да научиме, можеме, затоа што тоа се учи. Ги учиме заедно символите на мапата, што представуваат, размер на мапата, изохипсите, али тоа е еден долготраен процес за кој што треба сите надпреварувачи да се стрпливи. Не може да очекуваат да дојдат на прв надпревар и да очекуваат дека ќе бидат прво место. Дали овие надпревари се поделени по некакви категории, по должина, по начин на поминување? Да, значи овие надпревари најпрво се делат на спринт патека, која што најчесто е во урбана средина, паркови, градски центри, трговски центри, пазари. Тие надпревари имаат пократка должина, но за нив се бара доста јака физичка подготвеност. Значи треба да трчате буквално до исцрпливост. И патеките можат да одат од 1 километар до 3 километри воздушна линија. Зошто викам воздушна линија? Затоа што никогаш не можеме да одиме во правец како што ни е нацртано на мапата. Има една линија која што ги поврзува точките. Сегаш треба да бираме патека од лево или десно, да се снајдеме и да мислиме во моментот што е побрзо. Моментална одлука е тоа. Потоа категориите ги делиме машка и женска категорија, и машките и женските ги делиме според возрастни групи. До 10 години таа патека е за почетниците и секогаш е обележана и маркирана со црвено-бели траки, затоа што не сакаме нели децата да се изгубат, а сакаме на некој начин да ги привлечеме во спортот и да бидат заинтересирани. Подоцна веќе до 12 години децата трчаат патеки по патека, значи асфалтирана, неасфалтирана. До 14 години контролните им се поставуваат 2 метри покрај патот. До 16 години веќе станува малку покомплицирано и потешко, но веќе имаат основата како да ги бараат контролните точки. И подоцна до 18, 20, 21 е елитната категорија, тогаш веќе и нема пат за да се снајдувате, имате само изохипси, знаци
и треба да сте препуштени да се снаоѓате сами, да го одберете најбрзиот пат од контролна до контролна точка. И потоа треба да кажем дека овој спорт е пред се рекреативен спорт, има категории до 35 години, 40 и на секој 5 години. Во светот има и до 95 години надпреварувачи. Значи, да, има елитни надпреварувачи, оние кои што се припремаат за да бидат елитни надпреварувачи, веќе стартуваат да тренираат сериозно од кај 16-тата година, но подоцна љубовта за спортот останува и не сакам да бидам груба према другите спортови, но кога тренираме друг спорт, престануваме кај 35-тата, 40-тата година. Со овој спорт нема престанување. Додека сте жив, продолжувате да се надпреварувате, буквално во сите категории. Битно е, доколку имате желба да бидете надпреварувачки дух, тогаш е добро да ја поминете патеката прв, доколку сакате да освоите некоја награда. Но многу од луѓето доаѓаат чисто рекреативно, да се забавуваат, да ги донесат нивните деца на надпревар, да запознаваат нови луѓе, затоа што во нашиот спорт има надпревари секоја недела, во земјава има неколку клубови, одиме во странство многу често, имаме соработка со клубови од странство, така да пред се е добро да се развиваме како личности. Мислам дека многу помага за изградба на една личност, за дисциплината на децата пред се, запознавањето на нови луѓе, истражувањето на нови земји и слично. Колку овој спорт е развиен кај нас? Рековте дека има неколку клубови. Како функционираат тие и колку годишно се организираат надпревари во Македонија? Ориентациониот клуб постои со години наназад. Ориентациониот клуб Златоврв е под планинарскиот спортски клуб Златоврв Прилеп. Како ориентационен клуб постои од 1994 година под раководство на тренерот Пеце Атанасовски, во чија чест го организираме овој надпревар, затоа што сакаме неговото име да биде запаметено вечно, затоа што не можеме да заборавиме што направи за нас и сакаме тоа да го пренесуваме на секоја следна генерација. Надпреварот Другите клубови беше... во Македонија каде има? Да. Има во Струмица, во Скопје, во Радовиш и Куманово, кои што веќе не се толку активни. И Штип, да. Како се финансирате како клубови? Тоа е најтешкото прашање, кое го истакнувам секоја година. Се само финансираме. Што можеме да извлечеме од спонзорство? Другиот дел што треба да се плати, децата го подмируваат од своји трошоци, односно нивните родители, што е малку тешко. Имаме соработка со странски клубови каде што можеме да компензираме, да ни биде обезбеден смештај или стартарина за надпреварувачите. Патни трошоци е многу тешко да се обезбедат, некаде успеваме, некаде не. Опрема ни праќаат од белгиски клуб Трол, со кој што имаме соработка, патики, опрема за децата. Како што можеме, издржуваме, битно е да се има љубов за спортот, имаме многу членови, околу 20-30 се активни, а 60 има вкупно во клубот, минимум, значи, што се наоѓаме на различни манифестации, настани. Тренираме минимум 3 пати неделно во лето и до 5-6 пати неделно. Каде се наоѓа Македонија во овој спорт? Еве, прво споредба со околните држави, па потоа и на европско ниво. Македонија се наоѓа на доста ниско ниво, за жал морам да признаам, поради финансиските проблеми. Тоа е најголемиот фактор. Најдобри земји во овој спорт се скандинавските земји, затоа што ориентацијата потекнува од Скандинавија
и е број еден заедно со скијањето во нивните земји. Зошто е тоа така? Тоа е многу лесно да се објасни, затоа што ориентација е час на училиште во Шведска, во Финска, во Норвешка. Тоа им е задолжителен час. Така да, нормално е доколку децата го практикуваат тоа секојдневно, од 6 годишна возраст, дека ќе бидат шампиони. Другите континенти, како Америка, Азија, веќе добро се пробиваат, имаат голем напредок. За жал, југоисточните земји имаме проблем околу финансиите и е малку потешко да се пласираме на едно повисоко ниво. Сега, пред еден месец се одржуваше југоисточно европско првенство во ориентација, каде што првпат забележавме висок резултат со второ место на Елеонора Кржевска и сме многу горди на тоа, но сепак тоа се должи на долготрајната и макотрпна работа, а и на поддршката што ја имаме од белгискиот клуб и на тренерот Михаел, што е сега тука во Златоврв и тренира нон-стоп со децата. Сега тука предлагам да ја слушнем изјавата токму од тренерот Михаел кој што доаѓа од Белгија и уште еден учесник во овој надпревар. At the moment it's very hard for Macedonia to have good results because there is no. Во моментов е многу тешко Македонија да има добри резултати, затоа што се уште тука нема развиено ориентациона спортска култура. Например во другите држави, како што е Скандинавија, децата почнуваат да учат за ориентацијата на 6 годишна возраст и ја изучуваат како предмет на училиште. Имаат постојано трензи со мапа, а во Македонија имаме трензи само 10 до 15 пати годишно. Во Скандинавија исто така секој ден децата имаат и трензи за трчање и сите се запознати за ориентацијата. Тука нема ниту добри тренери и затоа јас се трудам колку што можам да ги обучувам децата. Кога дојдов тука во Македонија и во Прилеп пред 3 години, немаше скоро ништо, а сега заедно со децата и со постарите членови на клубот Златоврв освоивме второ место на Балканското првенство и се надевам дека тоа ќе го повториме и во наредниот период. Исто така важно е да имаме што е можно повеќе надпреварувачи надвор од Македонија, затоа што повеќе надпреварувачи имаме, ќе имаме повеќе пари и тие ќе ги инвестираме за купување на нова опрема и друго. Инаку, ова е петти пат како се организира меморијалот Пеце Атанасовски, но само втор пат како тој е меѓународен надпревар. Годинава имаме околу 70 до 80 луѓе од странство. Лани имавме 30, а се надеваме дека во наредните години ќе ја достигнеме бројката од 300 до 400 надпреварувачи од странство. Јас се занимавам со ориентација од 2012, ова ми е петта година. Ориентација затоа што е многу поинак во другите спортови. Треба во исто време да си физички спремен и ментално, значи треба и да знаеш и да читаш карта и да имаш кондиција. Па има дружба, има планински спорт и од секогаш ме привлекувала планината и затоа. Колку време ти беше потребно да го научиш тој најтежок дел, читањето на картата? Па На почеток, значи веднаш почна со првите знаци, символи или како? Да, најважно е да се знаат символите. Подолг период, околу една година, ми требаше значи да се усовршам, да читам картата како што треба. Колку тренинзи имаш неделно и каде ги изведуваш? Па неделно имаме околу 5-6 тренинзи. Трчаме овде на могилата на Тримпатеката, трчаме по околните планински места и Како се означуваат точките кога ги поминуваш? Па кога одиш на патека, најпрво треба да имаш со себе чип и кога одиш на точката има еси станица и треба да ја чекираш со чипот. На ваква знаменци има и еси станица и со чипот треба да ја електронски да се знае дека таму си поминал. И треба сите точки да ги поминиш за најбрзо време.
Точките се поминуваат редоследно или битно е да ги помини сите? Редоследно има на ваквите знаменца на таа еси станица има број и на мапата да ги пишува сите броеви. И на пример 31 32 ги гледаш поред. Значи не може да мамиш. Тоа можеше порано кога имаше перфоратори со иглички, сега не е можно тоа што е електронски. Мери, рековме дека по петти пат се организира овој мемориален турнир, Пеци Атанасовски. Оваа година што е предвидено, колку учесници има, од каде се ќе дојде тука во Прилеп и како ќе биде организиран овој надпревар? Овој надпревар ќе биде 3-дневен надпревар, со тенденција до година да биде и 4-дневен. Во сабота на 8 октомври ќе биде спринт патеката во центарот на градот, стартот ќе биде во 4 часот. Во училишниот двор на основно училиште Кочорацин, исто така таму ќе биде и финишот на патеката. Во недела имаме долга патека, таа ќе биде на Прилепско езеро. А во понеделник е средната патека, која што ќе биде на областа Варош и Маркови кули. На овој надпревар во сабота патеките имаат должина од 1 километар за најмладите до 3 километри за најспремните. Во недела од 1,5 километар за најмладите до 8 километри за најспремните, но тоа е сепак воздушна линија што може да биде и 12 километри. И во понеделник средната патека има некаде должина исто така од километар за најмладите до 6 километри за најспремните. Колку учесници има од колку држави? На овој надпревар очекуваме околу 200 учесници, имаме учесници од 10 држави, Македонија, соседните земји, Грција, Србија, Албанија, Грција, Финска, Шведска, Норвешка, Белгија и Австрија за оваа година, што е супер, ние сме многу задоволни. Се надеваме дека ќе придонесе и за развој на градот, и за развој на спортот. Вршевме промоции во неколку училишта, очекуваме и млади учесници од нашиот град и се надеваме дека на некој од нив ќе се развие љубов за овој спорт и ќе почнат да тренираат во нашиот клуб. Во која категорија ќе спаѓаат овие трки? Рековме дека има спринт, штафетна и како? Во саботата ќе биде спринт патека, неделата ќе биде долга патека, понеделникот ќе биде средна патека. Постојат и други патеки како штафетни трки кои што се трчаат во тим од тројца или 6 души или мешана штафета, 2 машки, 2 женски, но тие претежно се на оние надпревари кои што имаат репрезентативен карактер, европски првенства, светски првенства и слично. Да се надеваме дека видина и кај нас еден ден ќе се организира надпревар од еден таков калибар. И многу среќа во организацијата на овој надпревар овој викенд што следува. Ви благодарам за поканата, тоа е и наша желба. Се трудиме, работиме напорно. Ви благодарам уште еднаш за поканата. Да. Тоа беше разговорот со председателот на ориентациониот клуб Златоврт во Прилеп, Мерич Крипеска.